Гитар Фест, 16-тото издание на меѓународниот фестивал. Интернационален гитар фест, Перо Мулар, организаторот е нашиот гостин, со него разговараме за годинишното издание. Добро утро официјално. Да си кажеме. Добро, можеме со тоа, ајде како е организирано со оглед години наназад, имате и едукативен дел, повеќе денови трае, како е годинава? Да, годинава, исто како и имате години, имаме 3 дена фестивал, каде што имаме 2 концертни вечери со класична гитара оваа година, а третиот ден го затворам фестивалот со учесниците на летната школа која што е во склоп на овој фестивал. Тие децата имаат концерт во недела на Пладне. Добро, летната школа кога веќе ја споменавме, таа е дел од фестивалот, претпоставам и ова лето исто така, ќе си биде организирана. Колку оваа млада генерација е заинтересирана за да го учи конкретно, ајде нема инструменти, да ќе кажам, овој инструмент за гитарата? Па искрено ви кажам, од година во година има се поголем интерес кај децата за да учествуваат на оваа школа. Таа се води под менторство на Васко Пиличев од Струмица, професор по гитара. Секоја година е бројот, како да кажам, интересот на децата како од другите градови, така и од Крушево се поголем. Добро, си носат своји гитари? Да. Каква гитара? Тоа е многу интересно. Акустична. На почетокот со акустична гитара си. Акустиката е основа на музиката. Добро, она што го видовме сега во изведбата, значи на овие инструменти, акустиката е основа на изведбата. Вични ли се македонските деца во справувањето со инструменти? Много. Интересно тоа дека верувам дека овој инструмент е пренесен генерацијски. Така? Да. И начинот на чување е посебен. Знам, и сакам повеќе детали од вас да слушнам дека се бара поголема одговорност од оние кои што го чуваат. Јас свирав во мандолински оркестар и имав мандолина и знам колку беше комплицирано да се одржува без разлика дали свириш или не свириш на инструментот. Исто така генерацијски ми беше пренесен. Точно, сака да грижа за самиот инструмент за да биде во кондиција, што се вика, да биде наштиман, да биде чист. Да, ги учите децава како да го одржуваат. Професорите ги учат деца. Да. Добро, програмата на Гитар Фест 2025 во Крушево? Ова година имаме гости од Унгарија. Тоа е дуото Корде која ќе го отвори фестивалот официјално утре вечер. Во сабота вечер на 31 мај имаме наши гости од Македонија, дуо Деница. И како што спомнав, на 1 јуни затворањето, децата од летна школа имаат завршен концерт. Зборуваме за гости. Колку е тешко или лесно да се донесат гости, да се донесат врвните мајстори на гитарата? Дали се трудите воопшто да летоа целта на овој, ќе кажев по дефолт турнир, пустиот спорт на овој фестивал? Дали е тоа предизвикот да се донесат најдобрите во светот, па нашите деца да видат што се случува таму и да бидат пренесени? Секако се трудиме што можеме да донесеме гости, да не кажам што подалеко, него што подобри, не мора да се одалеку, нека се поблиску. Што подобри, сепак тоа не зависи од самите финанси кои ги имаме. Но истите гости од школата летна школа знаат да одржат подекогаш им како мастер часови, да имаат со одредени деца кои се што да кажам понапредни, да им одржат час, да им покажат, да укажат каде грешат, каде да посветат повеќе внимание, така да има голем ефект на децата кои учат. Главната мисија во одржување на оваа традиција 16 години е всушност пренесена од вашиот татко. Точно така. Да. Колку овие млади генерации деца знаат кој беше вашиот татко, што им раскажувате вие, кој беше тој? Видете сега, навистина што мислам под млада генерација, но децата кои доаѓаат се, да кажам, основно и средно образование, тие реално не го познавале лично, што почина пред 8 години, но од професорите кои го знае, кои им пренесува знаење, така да верувам дека имаат чисто информации кој бил и што бил. Негова беше идејата да започнеше 2010 година, фестивалот да започне во Македонија. Прво почна во Скопје, па потоа го пренесовме во Крушево како на домашен терен, добро, да, јасно. Вие крушевчани си сакате се дома да се правите. Да.
мислам дека и тоа беше и полн погодок. Пошто кај луѓето тоа е по-интересна реакцијата која ќе се каже дека во Крушево дека не се во Скопје. Па добро, ова како звучиш, има ништо и кај нас во Крушево. Има многу што во Крушево. Има локум. Добро, да. Има локум, да. И покрај другото. Освен гитарата, децата го сакаат ли локум? Секако. Има природа, невидена Чист воздух, природа. точно, да. Да. Што од гостите кои што ќе дојдат во Крушево, кои што прв пат доаѓаат, сакаат ли повторно да се вратат? Секако, да. Секако сакаат, прашуваат, имаме и гости, да кажам, редовна публика која стално си доаѓа баш за фестивалот, си темпира Стар одмор да дојде да си тој викенд да биде. Јас мислев на изведувачите, но еве кажувате дека имате и публика, дали? И изведувачите сакаат да дојдат, да. Па добро, тие И си доаѓаат во носат текот на веројатно годината, публика. доаѓаат. Еве уште побитно е што публиката на пример, дали од околните држави доаѓа публиката за овој фестивал строго или тоа е строго домашна? За жал се уште, да кажам, неголем број од Македонија. Да, имате ли поддршка од институциите? Да, имаме поддршка од Министерство за култура и од оваа година имаме поддршка од делегацијата на Европска унија која ја поддржа летната школа и концертот кој ќе се одржи во скоп на фестивалот. Па добро, сепак години се во прашање и претпоставуваме дека го препознале она што се случува на овој фестивал. И ние веруваме дека ќе биде и во идните години уште поголема поддршката од оваа институција како и од некои други. Добро, благодариме што бевте ова утро гостин во Македонија наутро, Гитар фест во Крушево од утре. Од утре до недела. Да, од утре до недела, 3 дена ви посакуваме да имате еден прекрасен. Тоа се вели солесно и времето ќе ве послужи. Прекрасен фестивал и кога ќе доаѓате во Скопје, не мора многу, барем едно-две парчиња локумче да пробаме изворен да биде. Изворен да биде. Да. И благодариме Перо за тоа.